Гледате 1 на 1 сезона 10. Вечерашни гости Зоран Михајлов и Јатанас Костовски. Дами и господа, ево апл за Гуру Карапен! Јас сум Петко Митилевски, нова 1 на 1. Апл за вас! Фала што дојдовте. Ви благодарам што дојдовте. Да, започнуваме веднаш. Прочитав дека ново истражување покажало дека 1 од 100 луѓе во држава поседува огнено оружје во својот дом. Значи 1 од 100 луѓе. И се исплашив луѓе, да ви кажам. Се исплашив. Кај мене во зграда живеат точно 100 луѓе. Зезната работа е тоа, секакви будали има и се реков, дај да направам анализа, да видам кој е тој будалата во нашата зграда 1 од 100, да знам да му викам добар ден, како си, шекер да му давам кој ќе доаѓа да побара, знае. И почнам со анализата, Ана може да е од трет спрат со малоно дете. Перо викам може да е од пети, оној со мустакине, тој кој чукнете и вака и така. Може си викам може и Мики да е од втори, нонстоп што ме прашува братеве зашто имаш пушки дома. И секој може да биде генерално. Секој. На учениците, да ти благодарам, младост. На учениците открија луѓе постои ген кој може да предвиди дали ќе завршите во брак или ќе останете сингл за секогаш. Имаме таков ген, но само кај мажите се наоѓа и му дадо име. Името му е Ер. Ерген. Ерген. Некој го има. Во Америка, ова е тотална вистина, стварно не измислам, во градчето Ферхейвен избрале коза за градоначалник, сериозно. Да, еве, коза градоначалник ќе ја биде. Ајде да видиме што мисли Павароти за овој чуден случај. Значи вика, убава е козата. Каква убава коза, вика. Но гарант не знаевте дека козата е од Македонија. Што се смееш, вистина од Македонија е козата. Сакаш да ти кажам како знаеме? Епа видете, што туку излезе вест дека козата се на првиот работен ден. Ова е вистина. Како секој прав македонски политичар, дојде на власт, се посипа. Веднаш. Прво нешто. Акторот Рами Малек го знаете? Фреди Меркјури што го глумеше, така? Акторот Рами Малек изјави дека првата улога што е имал во животот било кога го глумел брат му на тест во училиште. Инаку ова не е ништо ново, истото го прават Никола Димитров и Никола Поповски кога не им се иде на детски роден ден. Брат, ајде жити се иди. Жити се. А сега имаме нешто многу специјално. Ова е еден вид групна вежба која што ќе ја правиме сите заедно. Значи не само луѓе во публика, туку и вие пред телевизор, мобилен, компјутер што и да гледате. Значи сите заедно ќе направиме една групна вежба. Задачата е следна. Ќе ви пуштиме вистински разговор, не измонтиран, помеѓу Зоран Заев и Стево Пендаровски. Ваша задача е да ги затворите очите и да замислите дека Заев и Пендаровски гледаат надпревар на Македонија во ракомет, Заев е во ВЦ, а Пендаровски е во дневна. Сериозно. Значи, затворете сите очи, затворете и вие што гледате. Затворете очи. Сериозно, не е финта. Затворете очи и вие. Сите што гледате, затворете очи. Значи, гледаат ракомет, Македонија игра, Заев е во ВЦ, Пендаровски е во дневна. Режија, пуштај. Стево! Победува ли Македонија? Победува! Тоа е тоа. На сите ни се случило тоа. Целулит микс од Good Nature, чајна мешавина која действува поволно на метаболизмот на мастите и на процесите на мобилизација на мастите од масното ткиво, а со тоа и на водата која е врзана меѓу масните клетки од ткивата зафатени со целулитис. Ако ништо не ме разбара, не е битно. Купи си целулит микс од Good Nature, пробај го. А Савана има супер интересни понуди кои може да те релаксираат овој период од годината, побарај ги на веб страната savana.mk. И сите грижете се за околината, ве молам, селектирајте отпад, на секаде има специјални контейнери од Пакомак за селектирање стакло, пластика, ве молам, користете ги правилно, стакло, нормално, друго? Хартија и и пластика, аплауз. Па, господине. Браво.
А сега време за нашите денешни гости, тоа се спортски коментаторски легенди. Едниот од нив има сосема нова книга која што ќе ја промовираме, спортски истории, записи, настани и сеќавања од Зоран Михајлов. Тука се Зоран Михајлов и Атанас Костовски, вистински спортски легенди, спортските коментатори. Како се? Зоки и Таско, најлегендарните гласови на спортското коментирање. Зоки, честитки прво за книгата. Спортски истории, записи, настани и сеќавања. Каде може да се најде? Можеш ли да ни кажеш каде може да се купи? Книга ја издаде Арс Ламина, тоа е позната издавачка куќа. Ја има на улицата Македонија, имаат своја книжарница, се вика Литература МК. Литература МК, може и на интернет исто да си ја најдат на Литература МК, да си ја порачаат ако сакат. Да, може да ја порачаат, а може тамо кој ќе прошетаат за главната улица. Нормално, кога си излезен, појди. Па ќе одат ова не е како на стадион. А не, ова е малку полаво. Тамо потврди седиште имаме. 350 страни, преполни приказни. Ние многу малку ќе спомнеме од нив, така што сите други што сакаат да чујат уште повеќе ќе си ја прочитаат. Спортски истории, записи, настани и сеќавања. Зоран Михајлов, Зоки, еве, ајде од вас. Колку спортови, дали има бројка точно, колку спортови сте коментирале во кариерата, како бројка? Знам сигурно дека се 27, затоа што летните олимписки игри од прилика имаат толку. Аз сум бил на 15 олимпијади. Сега последниве 3-4 не сум ги коментирал, само сум известувал. Меѓутоа, што се однесува до коментирањето, почнувајќи тука по АБЦ, ако одиме атлетика, бокс, кајак и така. Натаму и стигнуваме до конјичкиот спорт и него сум го коментирал. Прескокнување преку пречки, дресура, па дресурата пред да ја коментирам ја учев. Затоа што ќе се изненадиш, гледаш конјот со јавачот стојат во еден нагол од паркурот и сега не знаеш што ќе прават. Па тој ќе почне накосо, кош-чекор, па на друга страна, па малку коментаторот мора да знае што мора да знае да објасни за гледачот што е тоа. Да, не може да рече конјот оди. Конјот оди, сите гледаат дека оди, ама одењето што е. И така. Мора некој од тие спортови, еве до двајцата, мора некој од тие спортови да е, нема да речам досаден, ама не интересен за коментирање. Може да ни кажете кој бил таков некој спорт да си речеш, сега кај ова ќе го коментирам. Прво можам, ајде да кажам, ово е четиро за сите вкусови. Така. Каде може да се набави? Литература МК, Арс Ламина. Добре. За ова треба да платиш. Бесплатна реклама. Добре, да знаете да се чука. Значи, само за стари пријатели. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контејнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак.
Прдржи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Прочитај повеќе. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември all inclusive во Анталија од 245 евра и ултра all inclusive од само 336 евра. А може и кушедаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се. Што се друго изгледа помало. Стоби флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Живеам за безгрижните моменти поминати со најблиските. Уживам во животот. Барав стан во кој ќе бидам сигурен, изграден да трае, кај што знам дека децата ми се безбедни и каде имам врвна изолација. А сакав и изведувачот да ми ги исполни сите желби. Фала Богу ги имам, не дека не. Со еден збор ми требаа професионалци. Затоа ги одбрав Golden Art. Затоа што овој пат ми требаше дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не ја видов, само да го ставам од Ремингтон. Подготвени сте да научиме нов збор? Ајде. Денеска зборот на денот е шемо меджамо, што на грузиски означува кога продолжувате да јадете откако сте веќе најаден. Шемо меджамо. Токму така сум и јас кога пијам чај. Пијам едноставно и откако ќе го испијам чајот, а и правам доsadни скечеви и откако ќе ми речат доста досаден си. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и сите исто ги сакаме. Како на пример, добра шолја чај. Добар чај, добар чај. Зоки рече 29-30 спортови. Не, 27. Добро, веројатно и повеќе, јас додавам. Повеќе затоа што зимските не ги сметат. Да, добро, има таму многу. Карлинки тие работи. Еден плюс додавам, ама не беше спорт. Туку? Си носил некој штафета на младоста? Не сум стигнал, не. И ја едно 10 пренесував од стадионот на ЈНА во Белград, а дури пренесував и поаѓањето на штаветата. Ландовица, Боро и Рамис, ако си слушнал. Така. Оттаму тргна беше 1970 година, не знам. Така да, малку плюс ова, а за Зоки бидејќи Имам напиш... 5 јас такви. Така. Од стадионот на ЈНА. Бидејќи напишав едно страничка по повод излегувањето на ова четиво за сите, реков или напишав поточно дека лесно му беше спортист, спортски работник, новинар.
Пишуваше за сите три категории. Јас за него, да речеме, 1900, ај Зоки да не откривам, Добро, да пишував 62-63 62 година, јас беше новинар, надежен. А Зоки спортист? Пишував дека он еден голема надеж на југословенската атлетика. 3000 метри стипелчес беше најбрз победи во цела Југославија. Во својата конкуренција. Така. Државен рекордер, првак на Македонија. Се откажа веројатно затоа што виде дека во новинарството ќе биде пак маратонец. Така, ќе трае. Ќе трае. И траеше. Зоки, ај врати не во тоа време, да речеме, пример, што значело да си државен првак? Имало нешто, пари, хонорари, како изгледало тоа? Чај. Па еве, гледам овде кај доста млади момци и девојки. Добро ти е прашањето да им објасниме, затоа што тогаш да се биде првак на Југославија во некоја атлетска дисциплина беше голема работа. Так. Тоа беше една огромна конкуренција во една држава со 22 милиони. Так. И сега да се победи на стипл и да се стане репрезентативец на таа држава беше голема работа. Јас успеав, но како што рече Таско, кариерата кусо траеше, затоа што ме привлекуваше новинарството. Отидов во спортското новинарство во Нова Македонија и сега саботи и недели треба да си на стадион, на ракометен терен, во сала, да пишуваш извештај за случувањата. За трчањето остануваше малку време. Ќе успеев да одам да истрчам трка некоја за работнички, зарад бодови за клубот. Ќе победевте? Ќе победев, ќе донесев бодови, ќе бевме шампиони и имавме големи награди, морам да кажам. Одевме на еклер и шампита во ванила. Тоа беше? Да, и боза. Хонорарот беше еклер и боза? Тоа беше. Прво место, па добро. Дружењето беше пред Ама многу добар еклер. Дружењето беше пред се, зашто сите бевме дружени секој ден тамо на тренинг на градскиот стадион, атлетската патека. Таско убаво кажа и кога беше промоцијата, имаше слика од стадионот и така. И вели, тогаш не беше ваква патеката. Сега тартан, услови за трчање, тогаш беше црвеница. И тоа шљаката ја носе од ложионицата, од локомотивите. Остануваше и после ваљак ќе помине. Тоа е малку опасно делува за трчање. Сега и тоа да ти го кажам. Во Љубљана на изборна трка за југословенска репрезентација, што би се случува? Ноќта истори дожд, трката почнува, група 12 најдобри според резултат од целата држава до тогаш трчаме, првите 20 одат во репрезентација Југославија. Так. И почна трката, не истрчавме ни 200 метри, се сеќавам еден атлетичар од Загреб, Филиповиќ, излезе пред мене и бидејќи беше времето дожливо, трчавме со поголеми клинци на спринтерките, ги сменивме како фудбалерите што менуваат. И зафати таму една голема грудка, јас отворена уста, кој што почнавме трката и грудката во грдо, и сега мислам, викам, да земам да исплукам, ќе изгубам од ритамот. И викам, шо да правам, сега ќе голтнам. Ајде! И ја голтнам, продолжив и тоа како да ме разлути, ама го мркав него да го стигнам. Ова беше фаворит. И по него чекам и последните 150 метри, викам, сега ќе ти вратам за голтањето на црвеницата. Нагази, водената пречка е на 150 метри пред целта, преку неа, тука успеав да го поминам, он беше така поштркљас, висок и малку се искриви. И тука го поминав и веќе последните 150 метри, викам, не ме стигаш. Усаин Болт. Не ме стигаш. И победив и после викам, ова е победа за тоа што ми се случи. Зоки, ти благодарам што ова го дознавам после 40 години и 50. Пишувам за него во Младборац, тогаш бев новинар, пишувам за таа негова победа. Ова ми го сокри. Никогаш не е доцна. Не, ако ти го кажев ова, тоа ќе заземеше место во опишувањето на трката. Нели? Чуваше нешто ексклузивно за Жаре после 50 години. Паметно. Сега тогаш пишуваше Таско за Зоки, ама после Таско и Зоки стана колеги. И во 60 и која, 67
Европско првенство кошарка. Не. Така, Европско Не. првенство кошарка во Финска, во Нова Македонија со Марко. Како се одеше до таму? Тогаш поинакви беа и условите за работа, немало авион, па директно стигни си со авионче. Така и го крстив тоа патување. Луда идеја за лудо патување. Добро. Млади тогаш, колку, значи 22 години, и има Фичо. Фичо, добро. Фичо тогаш Приватно. беше мое. Популарно возило. Од прилика, како сега да имаш некоја повисока класа на Мерцедес. Тоа му доаѓа. Тоа му Па нема доаѓа. спортист, Па мора да. да вози јака кола, како тоа. Шампион државен. И седиме во букет, тоа беше една кафана. Така. Дрвена барака беше до Нова Македонија. И на колегава Марко Черепралковски, за жал покоен. Му викам, Марко, ајде со кола доди, да видиме Европа. Кај е Финска? Не, Финска, каде? Јас само возев. А тој не смееше да вози, зашто беше малку мераклија. Добро. И викам, и немаше дозвола. Ако можеш да издржиш да возиш, јас се согласувам, ке седнам до тебе, седам до тамо и готово. И што беше работата? Пред тргање сега е многу битно. И викам, што ќе земе? Шаторче, нешто за јадење по пат, и тој почна. Ама, добро, викам, ај ќе земе малку. Па да земеме, вика, 25 баделки. Тогаш таа беше популарна. Добро, вика, конјаче да има. 25. И ја му викам сега, ако земеме 25 баделки, реклама на бадел, дај да направиме реклама и на мастиката Струбичка, зема 50 грозд мастики. Добро. Значи 25 вакви, 10 вакви. 35 купля. Супер. Како со толку многу И сега тргаме роба? со тоа, ама тргањето беше, он вика, да земеме нешто и за меза. Ја бе викам, кај ќе мезиме салата? 35 кила има. По патни ќе правиме. Доаѓаме на Хоргош, на граница Унгарија, тогаш на Југославија. Тоа е од Суботица на 10-15 километри. Значи прва зезната граница вака. Прва таа граница и на тоа време се влегуваш во источен блок. Точно. Тогаш. И доаѓаме и тие царениците. Што имате? Ништо не. Викам, шатор, кебиња за спиење попат, и нешто за пиење, и тој дзирка, внатре, во картонска кутија на што бе нешто за пиење. Па нешто, викам, ево, ама не, викам, ништо, тоа е за нас, за попат. 35 литра. Толку ли, Марко ми вика, да, едно, стварно, човекот, беше мераклија, и зема една баделка, вика, отвори да видат овие, да им покаже, како вино испи, може би пола жише од тоа. Добро. Не беше проблем за него тоа. И тие ни викат, ајде среќен пат, вика, како ќе одите? Кога ќе се вратите, вика, што да правиме? И тоа го има во книгата. Таско, пријатели, Хоргош сега ме подсети 1992 година Европско фудбалско првенство. Добро. Југославија ќе игра во Шведска, ама ја вратија. Генерален директор на телевизија беше тогаш на македонска Тихомир Илиевски, вели ке патуваш, имаш карта од Македонија со обраќај во автобус, ке патуваш, добро. И бевме еден од ретките југословенски коментатори тамо. Југославија вратија Данска отиде место. Данска и стана шампион Данска. И на Хоргош, а во автобусот избеглици патуваат за Шведска, за Норвешка, бегаат од војната. Од Данска бегаат. И преглед на пасошот го гледам мојот, а на сликата кај што е подписот растечено од мастика, од мастилото растечено. И цариникот, полицајцот вели не може. Објаснил што е. Ајде, викам, дали си среќа, фрла форинта, глава. Те пуштам, немајќи или не? Отвара. Погоди. Чека изгледа да бркнам во джепот. Не кажува. Не кажува. Бркнав. Дадов нешто. Мораше. И се беше во ред. Вика, среќа имаш. Имаш късмет. Такви се. Се случува опасни се цариниците. Мани. Ама не беа нормални.
Таско, се имате ли скарано овака, бидејќи вие сте долги години пријатели? Дали некогаш спортски коментатор со спортски коментатор да се зајаде? И тоа поприлично многу. Многу, добро. Кога било? 1973 година, како уредник на спортската редакција Нова Македонија, Зоран прави трансфер во телевизија Скопје во спортска, по моја желба, јас преговарав. Добро. Ајде, као менаџер. И по првиот, што се вика негов настап, веќе влезе во прва лига. Потпиша договор за иста плата, веројатно, отиде на светско првенство во Белград, 1973 декември беше закинене. 5 декември, бракомет жени. Имаше късмет на стартот, девојки пренесуваше. Дури Југославија стане и светски прв. Так. Епте му се погоди. И седам јас во мастерот, како резервен коментатор, ако не дојде на линија со неговиот глас. И ми велат овие другарите од техника, абе овој го бива, од каде дојде? Бе, викам, Зоран Михајлов, тоа бе коментатор, наш нов, ама беше уредник на спортската на Нова Македонија. Не читале вестници луѓето, не знае кој е Зоран, не се интересирале за атлетика. Тогаш веќе влезе меѓу звездите на македонското спортско новинарство. И 82-ра... Луѓето читале, ама не те гледаат. Те се, може и тоа ме привлече. Кој ми рече доаѓај, ја викам телевизија, камера. Ајде, викам друго. А Ергенче, да. Мора овде уште не сте скарани, значи. Не сме скарани. Едно утро, нервозен влегува во редакција. Добро. Си одам, вика. Напушта? Напушта. Како бе, напушта, веќе прва лига си, стандард првотимец, неколку спортови незаменлив, атлетика, бокс, борење и така натаму. Одам, вика, за генерален секретар на фудбалски клуб Вардар. Па, престижно. Добро што ќе одиш, ама кого ќе те замени? Сега пак морам неговите спортови повторно да ги работам. Пак борење ќе коментирам. Се каравме, што се каравме, од утре бевме добри соработници. Не траеше долго. Јас колку уредник на редакцијата, а тој како генерален секретар. Па купува фудбал од него. Точно. Вардар тогаш го имаше најмногу на телевизија како директни преноси. Без пари, Не, си од пријателство. Тоа беа едно полувреме без пари беше со Звезда. Платиш едно, добиваш две полувреме. Па добар бизнес. Пази, кога се наполни стадионот, имаше еден добар, сигурен председател, Џоџа Николовски се викаше, директор беше на Електростопанство Македонија. Абе, тоа беше држава во држава. И кога стадионот се наполни, вика, може сега да се... А ние снимаме за снимка да емитуваме, може директор. Вклучувај камерите. А вие требало да одите снимка да снимате. Значи, ја снимате, ја коментирате, ама за да оди одложено. Репортажи, коли, и среде полувреме, одите во етер. Не, после 50 на минута. Мислам, бар да победе, па ајде да ги частиме гледачите. Никој не се наути, никако. Кој сите срекни, а Џоџа вика, дури што оние на правиме? стадион. Пуштај, терај, ќе коментира. Па не се збунија луѓето така, почнува 30 минута на почеток. Ама интересно време беше. И да не е најавено тие... Добро. Си чекаат. Така, си чека, вика, чекај, може ќе вклучат овие пренос. Знаа дека има интересирање и така. Жаре рекол 72 година, тогаш бев председател на клубот на спортски новини на Скопје. Знаеш што се случи 1976 година во Монтреал на Олимписките игри? Добро. Имаше тројца македонци кои беа на врвот на југословенскиот спорт. Кој беа? Трпе Јаковевски, председател на Југословенскиот олимписки комитет. Дипџе Беловски беше амбасадор на Југославија во Соединените Американски држави. Добро. Атанас Костовски, председател на спортските новинари на Југославија. Тројцата во Монтреал. Хамдија Поздерац, или Хакија беше? Хакија Поздерац беше председател на Совка на Југославија. Значи, тројца македонци и еден босанец. И да се вратам, 72 година од фондот што го имавме за неразвиени подручја, него
за млади новинари, за талентирани, праќаме на наша сметка новинар известувач од Олимписките игри во Минхен. Добро. Се определивме за Нова Македонија. Нова Македонија го испрати Зоки. И тоа е 1992 година прв пат во историјата на македонската телевизија комплетно покриваме со наши македонски коментатори Олимпијатата. Беа присутни Никола Солдатов, Ива Мировски, Диме Костовски, Лесна им земја, изворедни професионалци. И бев и јас. А Зоран беше од Нова Македонија. И добро, соработувавме, одиме, дури она се случи, го пишува мислам во книгата, она трагедија. Да. Со ја пишувам израелските... крвавата Минхенска олимпијада, која загина 11 спортисти. Што станува за многумина, тоа е прва олимпијада и не се заборава како првата љубов, нели? Така Да, ама после ми тргна, па ги зареди 15. И века една, друга. Голем една спортска сала беше пребогат ресторант. За 10 марки добивавме бон и можеме тамо да јадеме, да пиеме од сабале до вечер. Со тој бон? Да, со тој бон. И на вратата се сретуваме со колегата Николај Колев, мичманот од бугарската телевизија. И вика на Солдатов, абе Николај бе, многу дават тие немците, вика. Поприлично. А Солдат му вели, абе мичман, тие не даваат. Ние многу си имаме. Ние многу лапаме. И тоа има. После 2 дена се си дојде на Зоки, овде има многу приказни, ама една стварно ми остави впечаток. 96-та Атланта, Олимписки игри, нови Олимписки игри. Како се случува ти да прескокаш огради, да одиш да се кинеш со облеката за да стигнеш за коментирање? Што довело до оваа малку откачена ситуација? И првите бели влакна. Од нервоза, а? Не, ќе објаснам сега зашто беше и нервозата. Ајде. И тогаш втор пат се налути. Премолчи. Што се случува? Се случува тоа, ако се сеќаваш пред да почне Олимпијадата, на ден или два експлодираше бомба во паркот, Олимпискиот парк, а тој беше во центарот на Атланта. И тамо момче и девојка шета, момчето загина. И тоа беше трагедија голема на почеток на Олимпијада и се засилија мерките на безбедност. Се крена малку, да. Малку тие има, нормално све организирано, но ова уште повеќе ги стегна и требаше да го коментирам отворањето и одам јас од хотелот со автобус, имавме добар трансфер таму, све организирано, доаѓам до прес-центарот, меѓутоа доаѓам таму, затворени врати, нешто, народ трча, што, како, прашувам колегите, не пуштаат, вика еден саат, чекаме овде, натре истражуваат, испитуваат, наводно имало дојава дека има монтирано некоја експлозивна направа. И целиот прес-центар затворен. Не сега ни автобуси, вака стана, се се извеше. Паника. И што ќе правам? Одам, викам, метрото тука беше станицата. Интересно е дека IBC центарот, низ ходник се врвеше од центарот, можеш во CNN да влезеш. Да, во CNN. А под CNN е метрото. И викам, сега гледам шемато ова, викам, четворката ако дојде, најблиско ме носи до стадионот, влегувам, бројам, четврта страница, четврта станица и излегувам тамо. Јас среќен ќе стигнам на време. Кога ќе видам, што ќе видам, стадионот е тука, на дофат на рака. Меѓутоа, ограда, бидејќи тука е автострадата, 8 ленти на една страна, 8 на друга. Таа викам, Зоки, сега што сега е време да се покажеш. Ранчето земам, го фрлам преку оградата да не ми пречи, се фаќам за тоа горе, скокам долу, го земам, одам. И овие гледаат. Со коливе. Вика, кој овој, ни прв пат им се случува, некој да претрча, вика, некој кој знае кој, да не кажам. И од тука, преку другата ограда, па тамо колона, една 2-3 километри, еден по еден, зарад контролирање. И ја покрај нив, сори, со тоа... Со акредитација, акредитацијата, ама сега стигнав до вратата од стадионот. Добро.
Треба за отворањето, плюс добивавме друга пропусница да влезеш. А таа ја немате? Ја немам, затоа што договорени во пресета, она Таско порано отиден и викам сега како и јас сум дебармалец, иначе, а ние дебармалците на градски стадион така влегуваме. Абе, Чичко, оној ти побегна. Абе, само да прашам нешто. Да, ти ке му поминеш тука или со некој. Нормално. Чичко, дај да влезам со тебе, за рака ќе те фати, ајде со една карта. Да. И сега, што ќе правам? Ако треба ќе се карам, ќе се расправам со овој. И ја доаѓам карта, викам, тука и влегувам. А веќе се создава гужва и тој нема време да... И шо вика, ајде. Да те... И така помина. Подам по скалите горе и доаѓам на коментаторското место, знаев... На време? На време. Знаев каде е коментаторското место од шемата. Добро. И доаѓам и седнувам, вадам, тоа е испотен целиот. Да, искинато рипање од прајање. Не бев скинат, скокнав, успеав некад. И доаѓа Таско од вама, љут. Вика, сутекнав од чекање бе тамо. Он си чека на влез? Не чека на влезот, кај што влегуваме како новинарите. Како што сте договорени? Да, со тие влезници. Со пресовите? Да. Ама јас не знаев дека е тамо, викам, да, довде да се шмуграм, да влезам. Немаше мобилни телефони. Немаше мобилни. И влегов, доаѓа луд, вика, ја те чекам овде, стојам тамо на тоа врата да ме гледа тоа. А ти си дошол и така, тоа беше. Ама ќе се нервираш до една граница, бидејќи пота гледачите не ти простуваат. Гајле ми е. Мора да бидеш концентриран, мора да работиш. Концентрација. Така е. Книгите, папките вадиш и почнуваш пренос. Има разни анегдоти од коментирање, ама морам Таско да го прашам за една анегдота, дали е вистина сега, не знам. Кој е тој бокс меч, бидејќи се случуваат секакви работи на надпревари. Да. А сега ваша работа како коментатори е да го пренесете тоа. Што се случува на бокс меч каде што паѓа во нокдаун едниот, ама доаѓа докторот и малку така на чуден начин го крева боксеров. Не знам дали ќе ви текне сега за што зборам. Значи, Зоран дојде во редакција да коментира, меѓу другото, да ме спаси мене од тие вештини борелички, како се да. Од боксот, од борење и така натаму. На Зоран, од кога дојде, јас му бев резерва за бокс. Така. Ама ние 1978 беше? Да, светско првенство Белград, заедно отидовме многу преноси. Од прилика се пренесувавме и така нешто по-неинтересно ќе ми дадеше. Иако јас планирав, ќе ми дадеш ја да пренесам. И сега јас ја пренесам Зоран, не знам дали отиде малку да прошета, сам сум. Меѓутоа добив во слушалките водич. А тој е водич од прилика да речеме, го слушам, Драган Никитовиќ. Сватил оној што е во тонската кабина, дека ми треба помош да објаснам оваа ситуација. Така. Сега ми вели водичок, слушам ја, дека поради се посилните удари, директ, аперкат, плексус, не знам што, постои можност за непосакувани последици по боксерите, ако падат. Овој лежеше 10 минути. Пафилцот што беше на рингот, место 2 сантиметри, го направиле 4, да го ублажи падот при ударот. Добро. И тој Ребицки падна, што падна, тишина. Не станува. Ама тишина и кај коментаторите што се случува. Најлоше, да речеме, мене ми се случи на фудбалскиот надпревар Вардар Велеш, судир Туце и Калц, нашиот Марковски, кршење на нога, јас видов. И кој е фудбалерот, и видов што се случи, не кажав. Не соопштив. Отизнав во тој момент. Мајка, сестра, девојка, роднина, сите гледаат. Подобро да премолчам, да не нанесам бол на некого. Е, добро. Значи, сега што се случува, што да кажам? Докторот скокна и налегнатиот боксер со рацете под задникот, да речем, поблаго е, негде го сокри прстот. Опа! И боксерот рестарт. Мрда. Опа! Техника некоја.
Докторска, И боксерска. добро, се и Што после да е дознав. знак, И готово. после дознав. Мислам дека и гледачите од прикад препоставуваат. Ама не го искоментиравте, Каде а? заврши прстот на докторот, на кое место? Велат дека таму е сепак најчувствителниот дел кај некого. А имаше момент како и доаѓа боксерот и го става Добро, прстот. у реду. А? Добро, Или не добро, така нешто? добро. Не, добро. Добро. Добро ме Жаре, од каде овие сите работи? Мислам да кажеш да се Нешто од подготвим. книгава, нешто и малку. од други работи. Да, уште еднаш подсетување да си ја набавите од Арсламина литература МК спортски истории, Зоки, записи, колку чини настани и пари? сеќавања. Зоран Кажи Михајлов. цената, кажи колку е тука. Околу 400 Знаеш како, Жаре, знаеш како, јас пишав едно долго време во Остен, не ми дадоа пари, и Никола Тасев беше директор, викам, абе, хонорар, нешто дај, требаат пари. Вика, пари нема, ако сакаш да сите овие работи има 150 на броја, да ти ги издадеме, вика, во книга една. И секој понеделник кога Зоран почнал да пише во Нова Македонија, јас ги читав некои неговите вака Уште имам секој патеписи понеделник. што се вика и му велам Зоки, дај од ова пара нема, гледај, сочувај, тој издаде книга. Па паметно. Па повтор пат му бев вака уредник, нели? Благодарам ме За послуша. книгата, да. Гледате 1 на 1, овозможено од Малешевски, 100% млечни производи. Се враќаме назад. Вечерва по емисија, јас се релаксирам со еден златен даб и ладно ви го препорачувам. Мислам на дапчето се разбира. Ако сте заинтересирани за нов дом, ви треба врвен квалитет, но и максимална транспарентност во процесот на градење, тогаш вашиот избор е Golden Art. Купете дом, не само стан. А ако ви треба нешто вкусно и полно со протеини, како на пример ако коментирате некој долг надпревар и се изморите или нешто слично, земете си Ерман Гран Десерт протеин. Топ десерт со вкусна чоколадо, ванила, карамела и ментол, без шекер, без лактоза, без глутен, но полн протеини. Ерман Гран Десерт протеин. Запомнете. А сега да привршиме со Зоран Михајлов и Атанас Костовски, повели Таско. Интересно, нели? Ова, како се вика ова што гледаш сега тамо? А телепромтер. Идиот го вика. Да, така е. Ако веруваш прв пат во живот, верувај ми, прв пат во живот гледам идиот. Идиот, да. Ти знаеш дека сите девојки колешки стара многу паметни, Одеднаш. на состанок сите предлагаат коментари да се појават. Сите почнаа да зборуваат на гледачите. Така е, па Наеднаш сите. Ама надпревар не може да коментираш на идиот. Отиде технологијата. Знаеш што, да речем јас, ова искрено ти кажам, прв пат идиот, ама верувај ме, прв пат идиот видов и затоа гледам. Ма верувам, тама. И те контролирам. Добро читаше. Таман. Добро. Да, вежбано, Добро вежбано. читаше, добро. Да завршиме со еден некој гав, Зоки, кој бил вака Па не, што за ти мене останува ми во го сметат сеќавање? како гаф и тоа Ранко Рангелов така го пласира често, Добро. поготово тогаш. Добро. За Аце Русевски кога боксуваше на Олимпијадата во Монтреал и сега требаше да се појави во полуфиналната борба, веќе имаше обезбедено бронзен медал. И во полуфиналето треба да боксува со американецот Семи Дейвис. Така. И за тој меч имаше многу претходно, знаеш, Таско, Тома Хладни и Бруно Храстински, селекторите на нашиот тим се колебаа дали да го пуштат Аце да боксува. Знае дека сум со него многу добар, како родител практично му бев кога одевме на тие надпревари заедно и се. И вика, Зоки, ти можеш да му кажеш, ако може да пријавиме дека е повреден, Да не... имаме медал обезбедено, да не излезе. Викам, јас се можам да направам, ама тоа на Аце да му го кажам, не можам, бидејќи го знам. Така. Тој верува дека ќе успее, ќе излезе на ринг. И вика, добро, и крена Аце сега за тоа За што би гафов. светаат. За гаф излегуваат двајцата боксери на рингот и јас велам, а сега црнецот од таа страна, Аце Русевски, еве го Аце Русевски се појавува на рингот, го очекува тежок меч со американецот Сем Дейвис, Аце Русевски во традиционалниот дрес сина боја, бојата на југословенската репрезентација против Дейвис во бел дрес
И сега сите кои дојдов овде, ама бе што кажеш, го гледаме овој црн. Кој е бел, кој е овој црн? бел, сега ти дресот, да го препознаваме по синиот. И јас потенцирам бојата националната, сината боја на југословенската репрезентација, а има добро, не можам да се сетам. Види сега во текот на преносите има се случува. Ќе лупнеш некогаш нешто, дури и самиот не си свесен, дури после ќе ти рече така и така, кој ќе анализираш се враќа. И на вистина така кажав. Така имало тие работи, ама нешто страшно, драстично, што би рекол, немало, зашто се подготваш, знаеш, ги знаеш. Спортовите, кај можем во атлетика, за Усеин Болт да сгрешам, да кажам дека е, не знам, некој друг атлетичар и така. Дами и господа, Зоран Михајлов, Атанас Костовски, спортски истории, записи, настани и сеќавања од Зоран Михајлов. А ова е подарок и ти благодарам Зоки за големава чест и за посветата што ми ја напиша. Ја за вас имам за двајцата, значи по еден Вива премиум сокови, имаме и витаминка и за двајцата се разбира од најубавите Good Nature чаеви. Благодариме на Зоки, благодариме на Таско. Ти благодариме и тебе.